20 на минути нешто по 18 часот, термин задолжен или резервиран за вашиот омилен естраден магазин Ексклузив. Неделата ја стартуваме малку поинаку. Денеска немаме прилози, но имаме специјални гости. А кои? То знавате сега. Специјално издание на Ексклузив. Гости во студио. Талато Джипчиште и бизнисменот Наим од Албанија. Танет бре, кај си? Како можеш бе рецепција да оставиш сам Ула, оче да ни умре? Не знам јас. Што не знаеш? Сончаница, дојди помогни. Не го пропуштајте денешното издание на Ексклузив во 18:15 часот на 1 ТВ. На наша, верувам и ваше задоволство, денеска во нашето студио ги имаме Дритон Вејсели и Адриан Азири. Или на вас попознати како рецепционерот Талат и бизнисменот од Албанија Наим. Кај ни се гостите? Извинете, момци, таму политичка маса е тоа. Да, Во забавна во грешно емисија сте вие. студио сте. Во забавна емисија сте, ве молам да повелете. Таму да сте. Тука, да. Нема за политика денес да се Кога збори. дојдовме овде ми рекол овде да чекаме. Не, тука. Не, тука. Момци и политичари нема некоја разлика, затоа ние... Вие сте повеќе за тука, политиката денеска Ајде. нема да ја коментирам. Иако Така имаме бизнисмен од Албанија, сепак ќе Да. мора да се повлечеме во оваа страна од Помогам како студиото. рецепционер, помогни му да дојде Да, тука. Да. ајде. Волете Дали во... почна емисијата, дали нешто камера скрие? Не, Не, ништо ајде. не е скриена камера, повелете. Океј, фала. Кај од тука? Па, од кај можете? Е така. Овде да се... Кој кај сака така? Како ви одговара? Официјално, добре дојдовте. Дојдовте Добро во ме нашето најдовме. студио, не политичко, забавно. Да. Изгледа ве викнавме за гости, ама сакавте на кратко колеги да ни бидете. Штом бе видовме во студио еден. Малку не збунивте, ама океј. Не сме колеги. Се случува. Или сме колеги. Може ова да му го дадам на... Слободно. Ако е Слободно. жеден, да, зашто да не? И да не. Го носам од Тетово дури Добро. ова. Знаев дека сака да се освежи. Имам мој пријател од Тетово кој што има значи има депо таму за овие пијачки кои што се многу убави, освежувачки. Освежителни, и ги- да. Да, и ги Како држам во мојот патувавте? кафич. Јас мислев дека ќе дојдете од Албанија, нели, меѓутоа и од Тетово. Како е до тука? Јас од вчера дојдов за да се спремам. Имам тоа е веќе роднини таму друго. од Тетово и отидов да ги посетам малку, да. Повели, написи се. Може од шише? Пошто Како? гледам- Како ви Зашто одговара да на имаме вас? и чаши Ја мислев се овие се за свеки, за тоа. за свеки? Не се за Може, ужас, може да ги слободно можеш, користите. слободно. Океј, фала. Повели. Единствено што не е единствено туку вас ве споја Преспав, но и Тетово. Така, дали вие се познавате пред Преспав? Се познававте? Се познаваме, да. Јас имам неколку пати отидено кај него во кафичот негов во Тетово, па таму се запознавме. Он правеше убава Актерството ве атмосфера. спојува? Актерството, да. Дури од тогаш кога се запознавме, јас држев пелистерка. Пелистерка. Дури од тогаш, да. Да. Вкусата изгледа. Требаше тогаш да ми даеш, може би пилистерка. Па добро, никогаш не е доцна. Дритон, во Кумина знае дека ти си од Тетово, иако си растани со години си веќе во Скопје. Колку често знаеш да одиш во Тетово? Без разлика дали одиш во кафич Па или кога- да ги посетиш? Па тешко, кога имам време само одам во Тетово, за празници, за Бајрам одам да ги посетам моите роднини. Значи немам многу време за Ангажманите се големи. Така. Преспав ја завршивме, ја затворивме третата сезона, ама ќе ве навратам јас малку наназад. Како дојде да бидете дел од Преспав и да ги имаат оние култни ликови? Веќе почнам Дритон со тебе или со Талат? Да почнете прво со него. Со него, поинтересно да, приказната? покасно влегов во Аха, добро. серијата. Да слушнеме твојата Како приказна, беа како се почетоците? случи Преспав. Не му е за тоа, сака да научи што да збори после тоа, како да одговори. Аха, да знае, да го смисли одговорот. Ќе му оставиме простор, сепак е помлад. Мене ме поканија на аудиција во ОХО продукција, имаше аудиција за конкретно за улогата на Наим. Беа повикани повеќе актери за таа улога и тој ден јас имав среќа, ме фати некој позитивен адреналин, направив Дали тоа беше некој пресудно за да добиете улогата на Наим? пресудно. Како мислите пресудно? Па тој позитивен дух ви издвоил од останатите? Од мојата страна? Да. Па да, дефинитивно, јас влегов со таа енергија да ја добијам улогата, со само доверба и јас ја добив улогата. И бев сигурен во тоа. Малиот стендап шоу што го направив тука со движења, со некоја кореографија мала што излезе спонтано од Дали го имавте тоа од мојот подготвено дух. специјално за улогата или дел од работите ви го дојдоа спомнав, спонтано? спонтано дојде све тоа. И во меѓувреме тука јас не знаев дека веќе беше и продуцентот и јас посебно тоа смењето кога го направив на аудиција и им се допадна на сите.
посебно тоа, другото и што јас сакав да ги поздравам сите и горе у канцеларија, иако они ме чекаа мене, реков чекај се, трема мало респект и за луѓето горе што се на администрација. И окей, бла бла бла. И мислам дека тој ден и се затвори кастингот за улогата на најм и ми беше драго кога после некое време ми се јави, мада ја ги осетив и реакциите дека веќе тоа. Знаеше дека улогата на најм е дефинитивно твоја. Па да. И обично кога одам на аудиции, секогаш за улогите што се појавувам, знам дека се мои и готово. Тоа е само доверба. Да, така треба Нормално. кон се да се пристапува. Тоа се почетоците на Преспав и дефинитивно на серијата што направи вистински бум во Македонија, можеби најдоброто нешто што се случило во последните во историјата на Македонија, јас би кажал, но јас сакам да ве прашам некоја сцена да ни одвоите, за гледачите нешто што памтите, нешто што многу пати сте повторувале на пример, некоја сцена. Дали ви текнува такво нешто? 5-6 можеби? пати да треба да повторите. Нешто интересно да ни издвоите. Јас или он да одговори? Ја мислам, Еве нека Дритон Тала, да му Дритон. оставиме малце простор. Сцената со од трета сезона со богатството на Миле Војвода кога со бомбата и тоа влегувањето мое со рибите тоа го повторивме едно добри 5 пати. а со чеканот кога те удрија тоа од прва ли отиде? Од прва отиде. Од прва? Тоа од прва, да. Болеше? Па не болеше, али ја почувствував јас болката. За да Се соживеа излезе, со да. улогата. Сакаш да кажеш од прва се изведе. Да. Немаше повторување. Таа сцена да од прва, али ова со рибите требаше да ја вратиме 5-6 пати и мене почна да ми студи веќе зашто требаше мокар Цел да биде. мокар, да. А и рибите ги држа вака малку језиво ми беше. И Кога веќе ги споменавме животните, сцената со змијата, колку пати ја повторувавте и како тоа све течеше? Во таа епизода мислам дека бевме сите поприродни, зашто стравот сите го чувствувавме од змијата. Така да Немавте некој близок Оригинско. контакт како Ана што имаше со змијата? Дали можеби вака зад камерите и се доближивте или си бевте на некоја нормална дистанца? он ја бакнуваше змијата. Да, па сите се сликавме. Јас не се плашам од змии, пошто удрив на ова. Добро, микрофонот горе ми е. Не се плашам од змии, пошто јас сум пораснат во Шара преку летно време, порано кога бев во помлади години. Цело време одев кај роднините во Шара, горе во селата. И така да се случувало многу пати, сме виделе разни змии и така да тој Тебе ти страв беше сум го нешто поминал. веќе видено. Иако оваа змија беше многу поинаква од тие други змии, меѓутоа кога ни кажаа дека е питома и дека е Питона со некаква Томас па се Питона. бакнува. Питона. со некоја смирувачка инекција и бла бла. И тогаш веќе тој страв што јас веќе го имав поминато претходно со овие индикации што ми ги кажаа, тоа се поврза и тогаш ја бев херој према змијата и Си направи фотографија? Така. Дали некој најмногу се плашеше од змијата? Имаше ли некои проблеми на снимањето? Од вас, актерите? Од актерите немаше. Имаше тој, како се вика тој што правеше екшен со клапата, клаперот. Клаперот. Да. Се плашеше од Он се змијата? плашеше од змијата, да. Па мораше некој друг после да мава на клапата. Ние денеска ви подготвивме една многу интересна игра. Асоциација. Но малку јас ја сменив, односно денеска ќе асоцирате еден со друг, но со ликовите од Преспав. Познати филмови и ТВ серии по 3. Од режија ќе има 20 секунди што ќе одат тајмер, значи Ќе во 20 одборува. секунди мора да се погоди кој ќе победи, ќе видиме. Може така? Може? Ама вие двајца играте. Вие двајца играте. Ајде. Вие двајца играте. Дали од режија Стефан? сме спремни да прв одиш ти треба да погодиш. Ајде. Ајде. Тајмер нема во режија, така ми велат, но ние ќе броиме. Ќе Нема броиш? врска ќе бројам. Иде го првиот филм да не колку? види. До 20 господинот секунди. Талат. До 20 Да. секунди. Значи, почни да броиш, му Ајде. асоцираш филмот. Ајде, Можеш и ти на сама да гледаш. одлично. Почнувајте. 3 за позор, 4 сад. Сконцентриран сум сега. Титаник. Точно. Ова беше Ова беше брзо. Одиме втора, одиме да. втора. Да, Одиме втора. А сега јас треба да му... Не. 3 он па ти. 3. Твоите се кај мене. Факт ви колку 3 сакаш. за позор. Ова е многу тешко, брат. Тешко е? Да, ја не сум ни го гледал овој филм. Сериозно. Ајде тогаш пробај според зборовите некако да го објасниш. Да пробам Да. јас. Мери ти, јас ќе Ајде. јас ќе пробам. Јас ќе гледам на тој час. Гледаш. Дур сум у серија. Ајде.
Bird Box. Точно, Дали нема. го имаш гледано Bird Box? А, не, нема жена за тоа. Не, чекај, ова е монтажа. Ова е Нема шанса, питали го, гледал Bird Box, све гледал. Јас сум енциклопедија за Ај сега филмови. да видам, да. Ајде да видиме Си го третото. гледал сигурно. Ова не треба ни време. Да, за ова ќе го Ова ќе оставиме дозволим. колку ви е потребно. Еве, он нека каже. Преспав. Браво. Браво за мене, дека јас му помагам. Одлично. Глумам како што треба. Он не знае да глуми и сега нема да ги Сега ќе погодам. видиме, сега ќе видиме колку добро знае да глуми, бидејќи имаме серии и филмови кои што треба да му ги објасниш на Адриан. Ова е. Ова е малку незгодно, Јас но не може да глуми. Ами, не може, како да ти го изглумам ова? некако. Може друг филм? Ајде, ова ќе го оставам Можеш за и да крај зборуваш. тогаш. Да? Да, не мораш Ајде, само еве, да јас ќе глумиш. го дадам Во ова, тоа ликот ќе го на оставам Тала за крај. можеш и да зборуваш. А асоциација, значи треба зборчиња да кажам, така? Можеш да зборуваш слободно. Иевата шо? Ние отидовме на гестикулации. Аха. Ајде. Нова година, двајца краци, Елка, мало Елка, дете, мало дете, плаво, симпатично, Macaulay Culkin, Home Alone. Home Alone, Дома Може брзо. Ова е следно. Има една култна сцена, сега ти ја изглумам. Смеам и име да кажам на глумица или не? Не. Тогаш ќе биде премногу очигледно за филмот кој што го имаш. Са не плаш. Ајде. Дека ти текне цигари, запалки, жена згодна, Италија. Може го немаш гледано филмот? Не ти текнува? Не, јас мислам дека сигурно го има гледано. За Мама Мија. Култен филм. Малку Да му го постар. кажам. Ајде, помине Малена. времето. Со Моника Белучи. А не сум го гледал тој филм. Ето. Мора да го гледаш тогаш. Треба. За Ова за жал. мене беше. Тебе беше Срамота, Последниот. тоа Треба да Еј. гледаш повеќе филмови. Тоа ти остана. Нью Йорк, серија е. Другарки, безобразни работи и така се вика серијата. Без дзиркање. Ај уште малку нешто може. Сега да изглумам на која А серија е тоа. серија е. Можеш и да изглумиш, не е проблем. За жени серија. За жени серија, да. А, In the City. А што? Не, аплауз, Sex and the City, дека секс не кажав. Не, тоа режеш. Па изгледа да е тоа, ама добре бе Па на ја второ као да не знам прават аплауз. после тамо пип. Уште еден аплауз и јас ќе дадам аплауз. Кога веќе ни тргна со игрите, Стефан цел ден денеска пробува да го изведе оној познат танц или бум флос. Прати ме. Значи јас Види го, со врска нема. Тапа е Вака скроз. одам. Сега се враќам. Сега. така. Добро, ама кога пробувам брзо, не ми оди. Ќе му покажеш, Можеш бе, да ми молим те? покажеш. Ајде. Или научи го. Стефан, Не сум загран сега. ајде. Чекај да се сприпремам. Ајде. Значи, Добро. Ајде. Адриан, сакаш да пробаш и ти? Ама Ајде. чекај, брзаш сега, брзаш. Сак, вака, двете Добро. напред, сега овака. Пак двете Ајде. напред. Стефан, ништо. Ме Џабе. ми оди, Кристина, еве го. Добре, може. добре. Да, не е толку лошо. Со ова темпо да не Не е толку лошо. Фала ми рече. Се нашаливме, па сакаме Да. сега малку да ве прашам, еве, кој е најсериозен на снимањата на Преспав? Кој ви вика, ајде, малце да се озбилиме? Има ли таков лик? Од глумците, од колегите или од од надвор? колегите. Колегите не интересираат. Од колегите сите се духовити, сите се со добра енергија, со нема такви засилувања, као ајде, све, притисок, да. лансам све. Имаме надвор, значи, од актерската екипа кои што знаат кога некогаш ние ќе се опуштиме тамо да се развикаат малку и Да ние го направат знаеме притисок. тоа као рутина е тоа кај тие делови од техничката екипа и ние го почитуваме тоа што се во право, пошто ние некој знаеме да издуваме баш она. Пример као сцената што кажа со рибите, он броил до 5, ама не знае дека 12 пати тоа се враќаше пошто Тијана не можеше да издржи кога му ја гледаше фасата нема. Ја спомена Тијана. Да. Па мислам дека директно од Белград ја имаме токму Тијана. Имаме некои прашања за Имаме вас. ли некои прашања за вас? Точно.
Може ли режија да слушнеме Тијана што вели? Тијана не прашува нас? Да. Режија не слушаме во студио. Газаула, викај. Замашала грлата во серијата, ама сега имаме Сега изгледа. имаме изгледа некоја техничка. Изгледа и она технички пробува со проблем, да. Продолжуваме. Продолжуваме. Тоа изгледа ќе треба да читаме Да. од уста. Еве. Ништо. Имаме технички проблем, ништо. Сепак Сега во газдарицата- Газдаула не ја слушаме денес. Она директно беше сега? Да, Не. и ви сними порака која што сакаше да ви Да. упати на вас двајци, да ве праша нешто, ама нема врска, ние сме тука да ве прашаме. А кое е прашањето, знаете вие? Не знаеме ништо. Не знаем. Ви сте И ние сакавме да изненадување бидеме и за нас. изненадени, да. Кога сме кај серијата, Дритон, колку се снима една епизода на Преспав? Спомнувавме се, враќаме, спомнувавме дека често има интересни случаи. Колку во глобала снимате една сцена? Колку пати Да, сцена или се една повторува? епизода. Па, зависи сега. Има некои сцени што се со повеќе актери и тие секогаш се малку позахтевни и треба малку повеќе време за пошто нели, не знам, ако се Да. 3 страни текст, не може да не се врати. Ама во секој случај секогаш е забавно и не е никогаш мачно и тоа враќањето си има нели. Има ли најави за четврта сезона? Вие би сакале ли? Па, Верувам дека гледачите сите сакаат. сите сакаме и ние имаме потреба да снимаме уште епизоди и гледачите нели. Се има. соживеавте ли со ликовите? Да, дефинитивно. Така во секојдневието веќе дали си Дритон или Талат кога ќе те видат на улица. Ти кога Се влезе одзиваш. во нашата телевизија, јас ти реков здраво Талат. Да. Така, вие како се Колку се држувате? одзивате на најми на Талат? Да. Па готово, јас веќе го прифатив тој факт дека сум талат веќе. И убаво е таа позитивна енергија што ја добиваме од публиката. Мене не ми пречи да ме викаат талат. Така. Ниту ликот. Да. Пошто сега моментално е актуелна серијата, да, нормално дека ние сега живееме со тие ликови, Да. многу е весело и за нас, многу е добра енергија. Јас пред неколку дена имав една случка, пред да влеземе овде во студио, баш му кажував на колегата, на Талат, ми се јавува мајка ми од дома и вика, Адријан, една жена звони со деца пред врата и го бараат дали е ова куќата на Адријан Азири. Реков, добро и, па ги прашувам зошто ви треба Адријан, они викаат, така, сакаме да го видиме, ни треба нешто. И мајка ми се оплашила, не знаела што е работата, Да. вика, Адријан, дан си направил нешто, некое чудо, дан си со кола, со обраќајка или нешто, реков, не бе, мамо, што е работата? Викам, ај, дај да ја чујам жената со децата. Вика, не, жената не сака да разговара, вика, децата. Реков, што се случи се? И ја малку замислив дека може да е околу ова. Да, околу Преспав. Да. И телефонот го зема малиот и вика, Наим, ти си сакам да те видам, те молам, те бараме 2 дена од 2 ја најдовме адресата. И Срце. се најажив, ми дојде истовремено, значи имав разни емоции во моментот и не знаев како да реагирам. Сам бев во кола и не ми е срам да кажам, се расплаков. Да, толку ми дојде убаво и незгодно и не знам како, реков, Измешани окей. емоции. Така, да. И реков, окей, дајте ми број телефонски, ќе ве најдам. И за пола сат јас им се јавив. И реков, јас сум во блок 70 во Тетово. Децата со мајка им рекоа, ние тука блиску сме, пошто тука живееме. Реков, окей, да се видиме. И во моментот, детето мене ме гледа на 50 метри и он се затрчува кон мене. Ја реков, како е можно ова? И навистина тоа беше чувство што Сваќате дека има. Не може да се опише. не се опишува, Да, значи така. нема врска тоа. И сега филмот си продолжува. Он ме гушка мене, не ме пушта, вика Наим, ние те бараме 2 дена, ние те гледаме, ги повтараме. Твоите реплики, Така, веројатно, да. репликите, да. Смеењето, Кога сигурно. можеш да не сретнеш со Талјат, со другите, реков, абе, кога сакате злато, и додека јас со него разговарав, он ми вади чоколадо ми купил. Чоколадо гале. Многу убаво беше, Да. го изедов целото, да. И во моментот се доближи и сестрама, и она ме гушка и окей, да не ви одземам повеќе време, меѓутоа ова беше едно Убава од чувствата приказка, што така, ние ги доживуваме овие работи сега во текот на овие денови. Да. Исто мислам и на Талјат му се случувале Да. вакви Да. ситуации, слични. Во меѓувреме ја добивме Газдаула, па мислам дека можеме да ја слушнеме. Изгледа како со звуков што Да. излезе работа, изгледа од Германија се јавува. Изгледа. Ајде да Да видиме. прашам.
Што вели газда Што Ула? вели Ула? Кај да гледаме ние, кажете, да не утнеме нешто. Во Во мониторот. Ladies and gentlemen, Belgrade calling. Имам две прашања за пријателчињата Адриан и Дритон. Дали после трета сезона Преспав жените се лепат како муви на Дали ви фалам како вие мене? Поздрав до сите гледачи на 1 ТВ. Ве бацове ми сакам. Dire Drive from Belgrade. Bye! Поздрав, поздрав. Ете, Кој да одговори газда прва? Ула. Ајде ќе почнеме Адриан од тебе. Јас веќе кажав, значи пред това, мене децата Ти ми се спомна лепат, за ме децата, бараат, ми Ула за- носат Добро, ти си чоколада. жена. Ула така. за Па да, дамите жене прашуваш. сум, да, и сега имам едно мало бебе. Да е Нека е живо и здраво. Фала, фала. Дритон, кај тебе каква е првен ситуацијата на приватен план да прашам? Женет, не женет? Не женет. Сингл, девојка? Немам ни девојка. Тогаш колку се лепат девојките? Па не смеам да се пожалам. Не? Не смеам Добре, да се значи пожалам. газда Ула добро ќе е. биде задоволна. Да. Како рецепционер, значи ти оди. Да не ги менуваш ако чорапи или сега што рака? Ајде малку Па не, гледачите како сакаат да чорапи, слушнат. Да. Али како дзиври може да кажеш. Како дзиври? Да. Драги гледачи, добро. Добро, да не биде дека само за Да. за Преспав збориме. Ви се сменјали многу животите од кога Преспав е трета сезона нормално, но веќе оваа трета сезона направи стварно бум во Македонија и сте во, ја би кажал, екот на популарноста. Дали ви се сменија животите? Или ова е еден период во животот? Што мислите вие? Дритон? Па, јас кога почнав да се бавам со оваа професија, овој аспектот на популарност некако, него не знаев како да го испрецепирам ова. Сето само сакав да ја работам таа работа што мене ме исполнува. И ова самото си дојде некако. И мене ми дојде како шок, малку, но добивам само љубов и не можам да се пожалам. Ти годи популарноста? Па, да. Добро, тогаш во кои сегменти не ти годи да си популарен? Кога си сакаш да излезеш на улица да не те познаат, колку често доаѓаат да се сликаат со тебе? Нема таков момент. Не? Не. Добро. Значи ти годи популарноста. Да. Обожаваш да се сликаш. Да. Адриан? Па јас конкретно имам малку поголемо искуство од Дритон, мало и ради годините и ради така. Професионалното искуство и по долго време сум вработен во театар. Имав среќа што сум играл и во многу бројни филмови, надворешни европски продукции и така. Што беше прашањето? Колку ви годи популарност? Знаева. Не забегав многу она. Значи јас сум навикнат посебно во албанската публика, имам повеќе представи одиграно и филмови албански. Меѓутоа многу интересно чувството сега што тој авторитет сегаш се шири и во македонската публика, иако јас веќе имам играно и во македонски представи, меѓутоа представата е друго, а мониторот, екранот е друго. Телевизијата. Сакам да надоврзам нешто друго, пошто во меѓувреме јас играв и во еден друг серијал во Белград, англиска продукција, копродукција со Србија и со Хрватска. Така да, освен тука што се прошири тој авторитет на Адриан Азири, отиде малку и надвор од границите, што тоа мене многу ми направи добар впечаток како актер. Како актер пошто многу е значи. Многу убаво кога излегуваш надвор од тие домашни граници и да видиш ново искуство со нови колеги, нов менталитет и ред други Нов работи. начин на работа. Така, Да. од режија ми велат дека тука негде завршуваат минутите за ексклузив, но ние имаме подготвена уште една игра. Да. Играта гласи, ние ќе ви ставиме сега слушалки Да. на вашите уши, ќе слушате музика. Сега? Впрочем, ништо нема да слушате, треба да се читате еден од друг од устни. Дритон, ова е твоја? Повели. Јас ги имам Само тука. вака. Вака се оди. Оди музика? Еве ги. Добре, штом Ти не за ме да не слуша, прочиташ сега, значи, вака. оди. А не велат Ајде. вошто дека правиме иле. И што треба да правам? Првиот збор. Му Добро. кажуваш, он треба да го погоди. Што? Ништо, Он, ништо. он треба, он. Ајде. Не, со зборови Не, со да ти зборови. чита. Од Кажи го устни да зборов. ти чита. Да ти чита од усни. Ама јас сум многу добар на дикција и ќе одмак ќе примам. Што? Ајде Ајде. баш да видиме. Чорба. Торба. Чорба. 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 Хамбургер. Хамбургер.
Хамбургер. Хамбургер. И Сериозно си добар за последно. дикција. Ајде, Гласнова да пушти? Не, толку е. Толку е максимум. Да. последно. Потивко, Адриан. Потивко. Да, за да ни те слуша. Карбуратор. 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 Браво. Одличен беше. Ти си наред. Ајде сега. Не, извини, јас бев одличен, не он. Да, добра е дикцијата, го оправдавме тоа. Која песна сака да ти ја пуштам? Подајмо Ајде, го. која Руселе иде? моме. Кристина, Слободно. Опушти малку на телефонот. Толку е максимумот. Толку е максимумот. Да. Скри ги само да не види. До душа не треба да беше. Првите три. Повели Дритон. Прочка. 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 Добри Да, да. Климакс. Климакс. Да не слушаш ти? Музика. Музика, добро. И многу Музика, гласна. многу гласна музика. Ајде. Шишка. Шишка. Ова Чај, малку потешко. Шишка. 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 Сме земале ние очигледно доволно гласни. Тоа е Да, тоа. толку е. Тоа е тоа. 3 за 3, Така можеме одлични 4 бевте. сати. И за крај на емисијата, Да. уште еден многу мал предизвик од мене, вие ќе одјавите. Емисијата. За гледачите на ексклузив, Ние ќе ви се заблагодариме Ние ќе ви се пред се за заблагодариме, гостувањето, да. за одличната енергија. Ви посакуваме успешна четврта сезона, бидејќи фановите нема да прифатат да не продолжи Преспав. Кој кажа дека ќе има? Еве, потврдивме. твојот колега. Официјално, ексклузивно, за ексклузив. Ја ништо не знаем. Не. Јас сум карала. Јас сум од Джепчиште. Повелете, одјавете Оставаме на емисијата. вас. Драги гледачи на Извини, во ликот на талат. во Лигот на Па талат. нормално. Драги гледачи, ви благодариме што сте гледале Прва ТВ. Ево, јас сум тука со газда Наим. И ве поздравуваме. Ми би хтели да будете са нама увек. Фала вам.